дојдовте во Спотлајт. Што представува приватен затворен инвестициски фонд и какво е расположението на инвеститорите да инвестираат во ваков вид на фонд во време и во услови на геополитички тензи? Е темата која што ја анализираме во денешната емисија. Приватен инвестициски фонд не толку многу познато, можам да кажам, и во Македонија, иако низ историјата имало приватни инвестициски фондови, но ајде да започнеме со тоа што представува еден приватен инвестициски фонд како таков и секако што менува овој приватен инвестициски фонд во однос на отворените инвестициски фондови кои што ги имаме и се познати во земја. Прво јас би започнал со самата дефиниција на инвестициски фонд. Инвестицијскиот фонд представува форма на колективно инвестирање, односно представува еден вид на кош, да кажам, каде што инвеститорите можат да ги здружат и да ги инвестираат своите средства во тој кош, каде што тоа колективно здружување на средствата е менаџирано од професионалци со цел да се донесе принос на нивните инвестиции. Тоа би било во кратки црти за само инвестициски фондови, едно така видување. Ние тука сме Limitless Fund Management, ние сме фирма за управување со приватни инвестициски фондови и кај инвестициските фондови постојат две главни класификации, а тоа се отворени фондови или јавни фондови и од друга страна приватни фондови. Тие се две главни карактеристики. И исто така што би додал дека тие се разликуваат во прва и основна разлика е тоа што отворените фондови функционираат преку отворени јавни понуди, за разлика од приватните фондови кои се наменети само за квалификувани инвеститори и тие делуваат преку приватна понуда. Таа е главната разлика тука. Исто така разлика помеѓу овие фондови на отворените и приватните фондови е што отворените фондови се строго регулирани и можат да инвестираат само во хартија од вредност. За разлика од друга страна, приватните фондови можат да инвестираат и во други класи на финансиски средства, но меѓутоа и други видови на активи и други видови на имоти. Во случајов наш, ние како Limitless Fund Management, што го менаџираме веќе првиот од приватен инвестициски фонд Limitless Global Fund, имаме тука кај нас покрај хартиите од вредност, исто така имаме понуда за инвестирање во недвижности и во приватни компании. Колку сметате дека Limitless Fund Management ќе го менува пейзажот за инвестирање? Ги споменавме нели разликите помеѓу отворениот и затворениот, но од другата страна и моментот дека покрај хартија од вредност може да се инвестира во друго. Колку тоа го менува целокупниот пейзаж? Ние тука во Македонија како Limitless Fund Management ние ги кршиме бариерите и создаваме и поставуваме нови стандарди на инвестирање тука во Македонија, но и во Балканот исто така, морам да напоменам, затоа што ние сме прв мултиасет фонд на инвестирање во целиот Балкан. Затоа што ние во тој кош на инвестиции ние ги имаме и хартија од вредност, и недвижностни, и приватни компании. Тоа што досега беше пракса и видено на Балканот и кај нас во Македонија, конкретно кај нас во Македонија, најчести се отворените фондови. И тие, како што кажав пред малку, тие функционира на начин што само инвестираат во хартија од вредност. Исто така на Балканот има доста фондови, приватни фондови, што функционираат или како фондови за недвижности, или како фондови за само приватни компании, во инвестирање во приватни компании. Ние сме први и сме пионири во Балканот, каде што ги имаме сите тие видови класи на средства и имоти, каде што ги имаме на едно место во купче ставено како една нова можност за нашите квалификувани и акредитирани инвеститори тука во Македонија и во Балканот пошироко. Така, само да се надоврзам, дали тоа можеби е предноста во однос на инвеститорите кои што имаат, во однос на инвестициите, ваков вид на приватен фонд,
сите овие класи кои што ги имаат, дали можеби и тоа е единствената предност која што ја имаат во однос на другите инвестициски форми? Секако дека е предност, затоа што сепак да се понуди една можност за нашите квалификувани инвеститори тука во Македонија, па и пошироко, затоа што секој може од секаде да инвестира тука кај нас. Ние нудиме таа уникатна вредност, што секој кога инвестира кај нас, фактички има изложеност на хартиена вредност, има изложеност во приватни компании и во недвижности. Нешто што не може поединечно или индивидуален инвеститор да го направи сам. Да, го споменавте дека можеме во повеќе класи, диверсифицирано портфолио, но од другата страна ризиците не исклучени се тука во секој сегмент и на самото тргување во берзата и во инвестициски фондови. Меѓутоа, како ги гледате ризиците од едната страна во однос на ваков тип на инвестирање, инвеститорот околку се одлучи, нормално и со сите оваа геополитичка ситуација и сите овие моменти кои што се случуваат, а секако влијаат и во Македонија, кои се ризиците во однос на инвестирањето во приватен фонд? Прво мора да се разбере дека секаков тип на инвестирање има одреден ризик, одреден степен на ризик. Тоа е прво и основно што мора секој да го разбере. Но сепак, ризикот станува помал кога средствата ги менаџираат професионалци. Во случајов на било какви фондови, па и тука за приватниот инвестициски фонд што ние го водиме. Така да тука ризикот се намалува, но сепак ризиците тука постојат, како што ги спомна, геополитичките ризици, може да бидат валутни ризици и други видови на ризици што постојат, но сепак ние како професионалци наша задача е да го минимализираме тој ризик што би можело да се случи, затоа што на крајот на денот ние како професионалци мора да водиме исто така риск менеджмент, односно да менаџираме со ризикот и со сите евентуални нови ситуации што би можеле да се појават, со цел да ги зачуваме средствата на инвеститорите, но исто така и да донесеме принос дури во едни лоши услови. Сега, од другата страна, како сметате дека е влијанието долгорочно на долг рок врз пазарот на капитал во Македонија, приватниот инвестициски фонд како вашиот и какво влијание би имал врз целокупниот пазар на капитал, бидејќи знаеме, мала земја сме, меѓутоа од друга страна има и потенцијал за инвеститори, од другата страна културата полека почнува да се гради во однос на инвестирањето, па како тоа сето ова би влијаело врз нашиот пазар на капитал? Фондот како што со тек на време ќе расте и ќе има повеќе средства под менеджмент, ќе може се повеќе да влие во пазарот на капитал тука во Македонија. Во ние конкретно како Limitless Fund Management ние можеме да придонесеме доста во пазарот на капиталот каде што е во дело на приватни фирми, приватни компании, каде што можеме да бризгаме на нова ликвидност за приватни компании, каде што имаат доста голем потенцијал и може тој потенцијал да се оствари преку вбризгување на свеж капитал преку нашиот фонд и секако да придонесеме тука во Македонија во приватните фирми во тој вид на капитал. Но исто така ние можеме да придонесеме во делот каде што е капиталот на недвижности. Затоа што и ние инвестираме во недвижности, во секаков тип на недвижности и во секоја фаза на инвестирање, вклучително и купување и препродажба, но меѓутоа и градење од темел. Така да, како што кажав, ние сме тука за да поставиме нови стандарди и да ги скршиме бариерите од досега и да понудиме една нова можност за инвеститорите. Али како што кажав, со тоа што кај нас може да инвестира секој квалификуван инвеститор тука и од странство, така да јас верувам со тек на време ќе има доста странци каде што ќе инвестираат во фондот и индиректно ние ќе може да бидат изложени на капиталот тука во Македонија и ние со тоа да придонесеме за развојот на приватните фирми во Македонија, па и за ликвидноста во недвижностите. Ликвидност на недвижностите, ликвидноста и на компаниите ги споменавте, но секако и влијанието тука е во однос на по другата класа која што јас споменавте, тоа се хартиите од вредност, дали
со приватниот фонд може некако и да се влие и врз ликвидноста на македонската берза? Ние во нашиот проспект и статут не ги исклучуваме тие можности да се инвестира во македонската берза. Моментално, како што е портфолиото менаџирано и диверсифицирано, моментално немаме изложеност на македонска берза, но понатака сметам дека ќе имаме секако изложеност и тука на македонската берза. Така, јас ви благодарам многу за гостувањето во Bloomberg Адрија. Ми беше мило, благодарам. Ово беше се што подготвивме за денешната емисија Spotlight. Ви благодарам на вниманието.